Почитувани медиуми, најнапред сакам да го честитам 4 април, денот на тутунските работници и тутунопроизводителите во Република Македонија. Уште долги години да си го слават овој ден и како символика денеска она што значи отвореност на ВМРО ДПМН е комуникацијата секојдневна со земјоделците ширум Република Македонија. Денес одржуваме 7-ма трибина поред во Пелагонскиот регион на која што ќе разговараме за актуелните состојби во земјоделството. Нажалост не можеме да констатираме добри и успешни политики предводени од владата, меѓутоа тука е ВМРО ДПМН на оваа трибина да понуди конкретни решенија и мерки како за брзо време од сега преку конкретни решенија и проекти ќе донесеме позитивни политики во земјоделскиот сектор. ВМРО ДПМН останува да биде светлата точка на крајот од тунелот во кој што се наоѓаат земјоделците во актуелнава ситуација и со едни добри политики ќе значи враќање на достоинството на македонскиот земјоделец. ВМРО ДПМН било и ќе остане посветен и сериозен партнер на земјоделците кои што едноставно ќе можат да екзистираат во наредниот период во Република Македонија. Утре почнува замрзнувањето на 11 земјоделски производи. Денеска имавме можност да слушаме дека земјоделците реагираат и тоа многу бурно. Како гледате на оваа мерка на владата? Видете, сведоци сме дека изминативе години сите мерки кои што ги носи владата предводена од СДС или се задоцнати или се промашени. Во конкретниот случај сметаме дека оваа мерка требаше да биде донесена многу порано кога Македонија јадеше увозна храна, зеленчук и овошје од надвор. Сега во ситуација кога стасува домашното производство, практично е нелогично да се замрзнуваат цените затоа што ова производство беше произведено по високи цени. Значи, владата требаше навремено да ги замрзне цените и на нафтените дервати, и на електрична енергија, и на ѓубривата, и на препаратите за да имаме денеска рентабилно производство. Напротив, сведоци сме дека со ова мрзнење само се уништува домашното производство кое што и така е на стаклени нози. Дали е оранжериско или на обичното конвенционално производство на земјоделски производи. Така да сметаме дека оваа мерка е презадоцната и само ќе се одрази дополнително негативно на македонското земјоделство. Која е вашата еднака препорака? Имате ли некој план, некоја стратегија како сега да се излезе во овој момент од оваа ситуација? Задоцнето е замрзнувањето на цените, ама нешто мора да се прави. Видете, во моментов единствено што е одмрзнато е повисоките плати на функционерите предводени од власта. Според нас сметаме дека треба да се реагира интервентно во земјоделскиот сектор за да се помогнат земјоделците. Преживеа тешка година со сите покачувања на репроматеријалите во Република Македонија. Значи треба да се инвестира во тој дел за да имаме рентабилно производство. Кажав, задоцнати се мерките кога требаше да интервенираат со замрзување на другите репроматеријали. И Македонија јадеше увозна храна надвор од Република Македонија. Сега кога ги замрзнува, доаѓаме во ситуација да домашното производство практично треба да се продава под производната цена. Оваа мерка која што ја носи владата, освен чист популизам, друго нема ништо. И тоа не го решава проблемот во овој момент.